Значи, сите состаноци што ги имавме денеска покажуваат дека партиите се подготвени за фер и транспарентна трка и дека изборите ќе може да се одвиваат во атмосфера на доверба и транспарентност. Ова е главното чувство што го имавме по сите состаноци што ги одржавме денеска во Скопје. Исто така се сретавме и со специјалната обвинителка господја Јанева и го повторивме нашиот интерес и поддршката за работењето на оваа институција. Истовремено нагласивме дека е важно јавните обвинителства да не бидат согледувани како да држат страна или дека се заинтересирана страна во процесот на избори и во периодот пред самите избори. Сите партии очигледно дека покажуваат оптимизам за однос на резултатите што очекуваат да ги постигнат. Особено бевме задоволни што можевме да чуеме дека постои дух на соработка помеѓу партиите, помеѓу двете главни партии и нивните лидери за избегнување на компликации, инциденти во текот на изборната кампања. И имаме добра причина да веруваме дека изборите на 11 декември ќе бидат фер, транспарентни и дека ќе представат почеток на едно ново време за Македонија. Секако по изборите ќе дојде времето за признавање на резултатите од изборот и исто така ќе дојде време за продолжување со реформите што беа дефинирани во политичкиот договор со консензус на сите политички партии. Ви благодарам многу на вниманието. Дали ви сакате да додадете нешто? Само една поента. Јас бев импресиониран од страна на представниците на медиумите како се на ОДИХР бидејќи многу добро беа подготвени и разбирам дека тука има одредени прашања. Мислам дека поради ОДИХР многу представници на граѓанското општество кои ќе вршат мониторинг од нашиот парламент, од други пријателски парламенти. Ова наистина ќе биде предавање од тајни светови. Се надевам навистина дека македонците ќе излезат во голем број на гласачките места и дека тие ќе бидат успешни. Ние ќе дојдеме тука една недела, повторно пак по една недела од изборите. Добар ден, дами и господа медиумите, ви благодарам многу. Ние тројцата скромно, понизно прифаќаме одреден кредит за промената информација во вашата земја. Бевме информирани со сите што се сретнавме. Значи, тие ни кажа за промените. Се надеваме дека сите нивни изјави, од нивните изјави се е добро досега. Се надеваме дека така и ќе остане. Се надеваме дека ќе имате кредибилни избори, како што кажа колегата Вајгал, прифатени од сите политички играчи и дека новата влада веднаш ќе почне со имплементацијата на итните приоритети, бидејќи тоа е најдобриот начин како да се докаже дека вие навистина сте посветени на европските интеграции, дека конечно вашата земја ќе почне да се придвижува во таа насока.